Благодарејќи на исклучителната мудрост на нашето раководство, граѓаните се спасени од опасноста да станат заморчиња на светската фармацевтска индустрија. Со разумен приод и со висок степен на совесност, владата не дозволи да се случи таква несакана катастрофа, како што е предвремената набавка на вакцини. Она што го правевме како држава е да се трудиме да ги добиеме вакцините, без при тоа некој да каже дека ние нудиме наше население за тестирање. И навистина, зошто би се правеле какви било експерименти кога праксата со вакцините и онака не е успешна? Дури минимална доза од онаа за одговорност не дава резултат кај функционерите на ДУИ. Тие како да имаат стекнат имунитет, па за нивното медицинско досие, особено ако се од струшкото заразно подрачје, секогаш мора да се прави дополнителна проверка. Се очекува и стручниот надзор на лекарската комора, кој што е во самата болница и очекувам дека и таа работа и тој надзор брзо и ефикасно лекарската комора и надлежните ќе си го завршат, за да може до крај да рачистиме буквално со секој еден случај. Во таа креирана аномија, трудот на оние кои што се обидуваат да најдат решение за долгогодишниот проблем, кој by the way сами го имаат создадено, никако да се валоризира. Непланската политичка дивоградба наместо да се урне, се преместува од една на друга локација. Министерот Груби, вице-премиерот, изјавува дека они ги земале во предвид систематизациите и плановите за вработување. Меѓутоа, ние таму сме кажале дека ќе имаме 8 нови вработувања и они нас не даваат 8 поранкови. Сега вика дека се помлади соработници, а ние сме предвиделе работни места за советници, за виши советници, ме разбирате? За волја на вистината има и такви политичари кои разбираат што му е потребно на општеството. Во кадровскиот расадник на власта цутат искреноста и транспарентноста, вредности кои треба да ги негува модерната политика. На 22 август 2017 година е донесен мораториум и забрана за рекламирање на институциите во медиумите. Тука се вклучени и веб порталите. Дали сте свесен дека со ова што сте направиле кривично дело? Во ред, ако сум направил кривично дело, извинем. Извинувањето не го решава прекршувањето на законот, иако неточно презентирана како кривична. Таа сепак треба да биде санкционирана, оти веќе ништо не е само перцепција, која навидум едноставно може да се покрие со интерпретација. Секоја чест на Transparency International, секако дека имаат право, меѓутоа дел од нивната методологија, нели врз основа на повеќе анкети. Не, ова не веќе. Не. Мо? Ова не веќе. И Зошто? на крајот, зошто? Затоа што покрај сето друго, веројатно со најдобри намери, за образованието се прави се со толкава ургентност и на мускули. Значи, брзината на спроведување итноста, тоа не е нешто што е, нели, отпетлан чорап или чорап што треба да се закрпи, тоа е системска работа, тоа е многу сериозна работа, влегувате во најчувствителното ткиво. На сите им е јасно дека на курикулумите одамна ми се гледаат и прстите и петиците. Ама за да се закрпат, треба добро подмачкана сингерица. Сама игла не врши работа.